Здраво на сите! Би сакала денеска да бидете многу внимателни, затоа што имаме една многу интересна содржина, односно, ќе изработуваме вулкани, или поточно да ви откријам нашата тајна, ќе видиме каква реакција има помеѓу различните материјали, што е тоа магма и лава и која реакција настанува помеѓу материјалите. За да почнеме со тоа, најпрво ќе разговараме за тоа што се вулканите. Вулканите се отпор или пукнатина во земјината кора, низ кои магмата избива на површината како лава. Најаките ерупции создаваат густа лава и можат да испрлат во вид на експлозии, облаци од прах. Лавата тече непосредно пред да се излади и затоа гради конусни вулкани со стрмни страни. Некои вулкани создаваат лава и ерупции од петок, што градат сложени вулкански конуси. Вулканите што имаат чести ерупции се наречени активни, а тие што имаат ретки ерупции се нарекуваат заспани и тие што прекинале со ерупирање се наречени изгаснати вулкани. Честопати е тешко да се утврди кои вулкани се изгасени и кои се неактивни. Причината за ова е дека вулканите можат да поминат децении, стотици години, па дури и стотици илјади години пред да избувнат. Големите ерупции можат да влијаат на температурата, бидејќи пепелта и капките на сулфурна киселина, која е како производ од ерупцијата, го прикриваат сонцето и ја смируваат во ниската атмосфера на земјата, што придонесуваат до големи катастрофи. Но да се вратиме на она што ние денеска треба да го работиме. Односно, ние денеска ќе изработиме наш школски училишен вулкан, како што тоа го правевме порано, меѓутоа сега ќе ставиме акцент на тоа какви реакции предизвикува тоа. Затоа ни се потребни одредени материјали. Сликата може би ќе ја препознаете, бидејќи тоа сте вие од минатата година и изгледате доста заинтересирани за она што сте го добили. Меѓутоа сега одиме на едно повисоко ниво, да ги испитаме реакциите на материјалите и да видиме што се случува, како реагираат материјалите, кој производ го добиваме. Во продолжение ќе го погледнеме видеото, кој ни ја објаснува реакцијата, а потоа и вие ќе можете самостојно да го изработите вулканот според насоките и да видиме што ќе добиеме. На видеото сигурно ја препознавате нашата работа од минатата година. Меѓутоа, бидејќи сега сте поголеми и одиме едно ниво погоре, сега сте вие малите научници, односно малите истражувачи. Да, продолжуваме со работа и правење на вулканите, меѓутоа, за вас подготвив соодветни задачи кои ќе не натераат да помислиме од поинаков ангол, односно каква реакција се случува помеѓу материјалите. Исто така, вие ќе треба да експериментирате или да дознаете што ќе се случи ако ставиме помалку сода бикарбона, што ќе се случи ако ставиме повеќе сода бикарбона, ако ставиме повеќе детергент или помалку детергент. Но тоа ќе го оставам само за вас да го истражувате и да го експериментирате. Резултатите што ќе ги добиете, запишете ги во вид на заклучоци во вашата Google Forms.
Се надевам дека ќе ви биде интересно, дека ова ќе ги надополни вашите знаења и дека ќе уживате во истражувањето. Пријатна работа!